Знаете, луѓето кои не се разбираат од сликарство, знаат дека постои Мона Лиза. Оние пак кои не знаат ништо за драма, чуле за Хамлет. Кој не слушнал за Хрватска, знаат дека постои Дубровник. Оние кои не знаат ништо за нас, слушнале за еден град Охрид. Каква е таа магија? Каква е таа мистерија што ја кријат езерото и градот? За и луѓето кои немаат познавања од историја и географија, да знаат нешто за овој град и за ова езеро. Како тоа токму на ова место се измешале божествената природа и човечката креација, та создале добро од светски размери, кое во 1979, односно 80 година од минатиот век, експертите на УНЕСКО го ставиле на листата на светски, природни и културни наследства. И денес е едно од 35 такви наследства во светот. Природа, историја, религија, уметност, писменост. Се заедно на едно место. 2500 квадратни метри фрески на византиската уметност, во која учествувале и локалните мајстори. Збирка на повеќе од 800 скапоцени икони, создавани меѓу 11 и 14 век, колекција која после онаа во Третјаковската галерија во Москва е највредна во светот. Знаете, не постои светска изложба за византиската цивилизација на која не патуваат и иконите од Охрид, како што беше, например, онаа во Метрополитен музеот пред некоја година во Њу Јорк. Кога ќе се искачите на Имарет, ќе ги видите остатоците од најстариот словенски манастир Свети Пантелемон и 7 доцно антички базилики и турбето на Синан Челеби од 15 век, од родот на 6 века старата турска фамилија Охризаде, чија задужбина Имарет џамијата, за жал, повеќе не постои, нејзините остатоци беа отстранети во 2000 година. Но и многу други профани и сакрални чуда, што ги создавале луѓето низ вековите, инспирирани од и распослани крај едно од најстарите и најубавите езера во Европа, кое го славиме денес и кое во себе крие голем број ендемски и ретки слатководни видови на флора и фауна. Зарем треба нешто да кажам за летницата, белвицата, плашицата и за јагулата што патува до Саргаското море. И затоа, се што е амалгам, имплант, бетон, стиропор, шанк, тенда, бекатон, поставени надвор од сите човечки и Божји закони во градот музеј, во регионот, мора да бидат отстранети. Колку пати треба да доаѓаат комисиите на УНЕСКО? Што уште треба да сторат невладините организации и домашните експерти за да слушнеме и да научиме што не сме требале или што не смееме да направиме во овој регион? Заш какви луѓе сме ние, ако забораваме дека Охрид и езерото ни се аманет од нашите предци, да дозволуваме денес во 21 век да се нагрдува и сквернави оваа божествена природа, ова свето место и човечка креација, па макар затоа да стоеле можеби и најдобрите намери за развој на регионот. И затоа ви давам збор дека Комисијата за култура на новото парламентарно мнозинство, заедно со останатите пратеници, работка со вас, граѓанските организации, со професионалците од Хидробиолошкиот завод во Охрид, со Управата за заштита на културното наследство, со локалните самоуправи на Охрид и на Струга, ќе стори се да го сочува градот што му припаѓа на светот и да им го пренесе како дар на идните генерации. Заш, како што пеел Миладинов, да видам Охрид, Струга да видам, слънце да зајдвит, ја да умирам. Благодарам.